Имам чувство дека сите ние, од вработени до функционери, градејќи го тој сервис кон граѓаните, водејќи секојдневна битка за задоволување на нивните секојдневни потреби, не ни представува обврска, туку чест и задоволство. Ја имам таа привилегија да 4 пати граѓаните на Карпуш ми укажуваат чест со правото да бидам нивни слуга. И драго ми е што најголем дел од советниците и од вработените го имаат разбрано таквиот наш однос кон граѓаните и би сакале тоа да се пренесе и на идните генерации кои што доаѓаат. Некогаш Карпош грабеше забрзо напред. Се градеа улици, тротоари, фасади, атмосферски канализации, водоводи, се реконструира училишта, градинки, се реновираа фасади. Тоа го правиме и денес. Може би не во толкав интензитет, но активностите во овој правец одат сепак во континуитет. Оваа и минатата година реконструиравме 5 училишта. Во моментов правиме целосно нова подлога за спортската сала во основното училиште Лазо Трповски, како и незина изолација. Го реконструиравме покривот на градинката Пролет во Карпош 3 и повеќе го нема салонитот. Направивме 3 фасади на улица Јури Гагарин во Козле, улици во Злокуќени и Бардовци, реконструиравме дел од улицата Теодосиј Синаицки во Козле и во Нерези и во Жданец. Интервениравме секаде каде што имавме проблеми со фекалната и атмосферската канализација и поставивме вештачка трева на спортските терени во Бардовци, во Влаједен, во основните училишта во Карпош 4, во Карпош 2. До сега се поставени фотоволтаични системи на 7 училишта. Сите градинки се обезбедени со нов дидактички материјал и она што е најважно, ја пребродивме енергетската криза. Системот за штедење преку една сијалица ни направи големи заштеди и исти да ги вложивме во новото улично осветлување, кое не чини 1,6 милиони евра. Ние сме единствената општина која со сопствени средства го промени уличното осветлување, постави паметни светилки, имаме електронски систем за управување на истото и заштедата на потрошувачката на електричната енергија ни е скоро неверојатни 80%. Кога на ова ќе се надоврзат и новите фотоволтаици во училиштата, термичките фасади во истите, а тоа пред се со 7 коморни прозори, со трослойни стакла, полека но сигурно ја претвара општина Карпош во енергетски ефикасна и ние се придржуваме кон правилото мисли глобално, делувај локално. Ако сите општини во Република Македонија ги следат стапките на општина Карпош, овие заштеди ќе бидат еднакви на изградба на една нова хидроцентрала. Продолжуваме со стипендиите за талентираните ученици и спортисти. Резултатите се евидентни. Покрај државните прваци во општествени и природни науки и имаме освојувачи на златен медал на светски надпревар во Њујорк токму од општина Карпош. Нема ученик кој што побарал средства за надпревар надвор од државата, а да не бил поддржан од локалната самоуправа. Ги поддржуваме сите спортисти и спортски клубови во општина Карпош, како и невладените организации. Блокадата на општинската сметка е веќе минато. Ние сме општина која што најбрзо ги врати своите долгови и нема фирма во Македонија што не сака да изведува работи на територија на општина Карпош, зашто секогаш доставената фактура се исплаќа истиот или наредниот ден. Значи буџетот е консолидиран, солвентноста е на ниво, успеавме да одолееме и на така наречените стресни ситуации, односно нечекувани судски пресуди, кои во оваа година изгласуваат околу 3 милиони евра. Успеавме да ги санираме и овие судски обврски и да продолжиме со развојот. Наредната година во урбаната заедница Бардовци ќе бидат инвестирани преку 80 милиони денари во инфраструктурни проекти, канализации, улици, тротоари, улично осветлување. Во делови од Козле и Нерези ќе бидат инвестирани преку 30 милиони денари за реконструкција и асфалтирање на улици. Ќе се реконструира улицата Петар Чаулев во Влаје, ќе се асфалтират улици во Влаје 1, Тафталиџе 2, Криводол, Козле, ќе се гради комплетно нова градинка во Тафталиџе 1 со поддршка од владата на Република Македонија. Очекуваме да ја градиме и градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1 и како и клонот Канела на градинката Пролет во населбата Кузман Јосифовски Питу. Очекуваме да ги реализираме 4 занимални во градинката Пролет во Влаје и да доградиме по неколку занимални во повеќе градинки низ општината, имајќи предвид дека бројот на нашите најмлади жители
се зголемува и тоа ни е посебно задоволство. Тоа што немаме секаде урбанистички планови, ни представува сериозен проблем, воспротивно би подготвиле повеќе проекти за катни гаражи во Карпош 1 и Карпош 2 и би подготвиле проекти за градинка во Ненези и очекувам овие состојби да се надминат во наредната 2025 година и со завршување на улиците и изградбата на канализационата мрежа, особено во урбаната заедница Бардовци, како и зголемување на капацитетот на градинките во општина Карпош, ние ќе создадеме услови за нормално функционирање во наредните 15 години. За сега, имаме потреба да воведеме зонско паркирање во урбаната заедница Владо Тасевски и Кузма Јосифовски Питу во делот кај Министерството за економија, зашто сериозно е нарушен комодитетот на граѓаните на Карпош 1, Владо Тасевски, Кузма Јосифовски Питу и токму од граѓаните од општина Центар кои ги паркираат своите возила на територија на општина Карпош како резултат на бесплатната можност за паркирање на возила на територија на општина Карпош. И затоа ќе инсистирам што побрзо да ги донесеме овие детални планови, да ги заштитиме нашите граѓани кои живеат на оваа територија и по завршувањето на овие инфраструктурни проблеми, општина Карпош треба да се насочи во решавање на паркирањето со изградба на повеќе катни гаражи во Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3 и Влај 2 и со ова паралелно треба да се разобавува општината и да продолжиме со реконструкција на фасадите во Карпош 1, 2, 3, 4, како и по булеварот Партизански одреди и со ова ќе имаме целосно реконструирана општина која што ќе одговара на современите предизвици. Очекуваме овие обврски да ги завршиме во наредните 10 години за да создадеме услови за развој и за зголемен број на жители и во наредните 2 децении. Ете такви сме ние карпошени, посветени сме на решавање на проблемите на граѓаните и се трудиме да ги коригираме грешките што сме ги направиле во минатото но во исто време и да не креираме нови. Ниту една ексцесна ситуација да не може да ни изненади и да ни извади од колосек и она што е најважно, имаме визија за развој на нашиот Карпош. Тоа им го должиме на поранешните градоначалници Ристо Попевски, Јован Цубалевски, Киро Алексовски, Митко Велков, Војче Кушевски, Владо Станковски, Саша Кузмановски, Андре Петров, Саша Тимич, Стефан Богоев, но секако и на идните генерации. По повод 48-та годишнина од формирањето на општина Карпош, за заслужен граѓанин на општина Карпош за 2024 година се прогласува професор доктор Басил Тупорковски. За извонредно големиот принос во политиката и за афирмација на македонскиот спорт. За извонредно големиот принос во политиката и за афирмација на македонскиот спорт. По повод 48-та годишнина од формирањето на општина Карпош, за заслужен граѓанин на општината за 2024 се прогласува и Братислав Димитров Пато за извонредно големиот принос во полето на културата и уметноста. Општината Карпош му доделува пофалница на Ангел Цветановски, полициски службеник од полициската станица Карпош. Повалница и парична награда од 40.000 денари му се доделува на ученикот Дарјан Мирчевски за освоен златен медал на Меѓународната математичка олимпијада од Предникис, што се одржа во Нью Йорк, кој јуни годинара на Универзитетот Колумбија. И исто така повалница и парична награда од 20.000 денари се доделува и на наставничката Драгана Екосајтреновски, која поедно е и ментор на Дарјан за извонредно големиот принос во полето на математиката. Честитки за двајцата.